Благодарам, почитувам председавач. Практично јас го имам истиот амандман како и колешката пред мене, колешката Славјанка, но има една суштинска разлика во нашиот амандман. Предвидуваме пари за истата работа, практично да се вратат скратените средства кои што се блок дотации од Министерството за одбрана кон локалните единици во врска со противпожарната заштита. Клучната разлика е во тоа што јас предвидувам овие средства да се скратат, да се пренаменат токму од програмата која што вели купување на опрема и машини за интеграција во НАТО. Практично, навистина, уште еднаш Министерството за одбрана покажува дека крати баш онаму каде што навистина безбедноста на Република Македонија е загрозена. Значи, ние секоја година, секое лето имаме огромни проблеми со пожари, и никако да ја научиме лекцијата, повторно, токму од оваа програма, кратиме за да ги изголемиме средствата за купување на оружје. Почитувани колеги, оружје не значи само тоа дека ќе купиш оружје и безбедноста ќе биде на повисоко ниво. Македонија не се соочува со никаков напад од надвор, барем за сега нема никаква индиција дека некој вооружено ќе ја нападне, но видите како сме сведоци дека планините, долините ни се опожаруваат, а капацитетите за противпожарна заштита се на едно навистина незавидно ниво. Инако, претходно стана дискусија за тоа колку е навистина силна сега армијата, па во однос на ова јас само ќе ви илустрирам еден факт што покажува колку навистина армијата наша е силна и оставена да вистина да може да се носи со задачите. Имено, ова е едно писмо од командантот подполковник на касарната Јане Сандански во Штип до градоначалникот на Штип, во кој подполковникот се моли до градоначалникот да дојде и да ги среди, да помогне да се осветли касарната, значи уличните светилки во касарната да бидат поправени заради тоа што истите не функционираат. Значи, ние имаме една ситуација каде што една од, предпоставувам, најважните касарни во Република Македонија, токму онаа касарна каде што се нашите спремни војници за во било кој момент на повик на НАТО да учествуваат во мисија, таму каде што се чуваат оние оклопни страјкери возила, токму во оваа касарна има црна темница, светлата не работат и командантот на оваа касарна, да не му споменувам име затоа што ја почитувам неговата функција во армијата, бара од општина Штип, се моли да дојде и да му помогне да ги реши светлата во касарната Јане Сандански во Штип. Значи, колеги, да ги вратиме средствата во Министерството за одбрана, од каде што сте ги скратиле за противпожарна заштита, но тие не видов, за жал, од каде ги претходно мојата колешка предвиде да се земаат, но предпоставувам сигурно не од купување на опрема и машини за интеграцијата во НАТО. Затоа ја предвидувам токму од оваа програма да се скратат овие средства и да повторно да се вратат во оваа ставка како би имале средства македонската армија со блок дотациите кон локалните заедници да ја зајакне противпожарната заштита и капацитетите
на противпожарните екипи ширум Македонија. Благодарам.